Добро вечер, почитувани дами и господа. Добро вечер, студенти, добро вечер до двата тима А и Б и добре дојдовте на големото финале од годинешното издание на Фабрика на знаење. Оваа вечер е посебна сама по себе, затоа што на едно место, како ретко кога во Македонија, ги обединуваме младите интелектуалци, свежата сила од една страна и оние кои што треба да ги оценат и наградат, а тоа се компаниите од друга страна. Така е, колешки. Академизмот на 21. век препознава два типа на млади луѓе, ќе се сложите со мене, едни кои што напорно работат и сакаат да успеат, и оние вторите кои што нема да ги спомнеме, оние кои што се тотално спротивни од овие првите. Повеќе од 130 студенти поделени во вкупно 14 тимови или за 6 компании: Ренова, Пежо, Тиквеш, Гроз Струмица, ТАФ Аеродроми, Комерцијална банка и проектот за живување на Охридскиот регион. Макотрпно заедно со своите ментори работеа изминативе 7 месеци. Така е. Може сега накусо да ви објасниме како функционираше годинешнова, впрочем и минатата година изданието на Фабрика на знаење. ФОН како универзитет се грижи своите студенти да ги запознае со тоа како работи администрацијата со бизнис секторот и токму за таа цел склучи договори со најголемите компании во Македонија. Да, студентите имаа за цел, оние веќе добро знаете, поделени во две групи А и Б, ќе ги видиме вечерва, имаа за цел да направат или да ги извршат оние работи кои што им беа зададени како задачи токму од компаниите со кои што соработувавме годинава. И нормално, со тие решенија вечерва ќе ги видиме во овој финиш да се представат, па да можеме да изгласаме кој ќе биде најдобар оваа година. Така е, Ненад, секој од тимовите на почетокот имаше специјален брифинг на кој им беше соопштено што треба да сработат. Задачите варира од бизнис анализи до маркет плейсмент и маркетинг кампањи, градење на имидж и општествена одговорност. Сериозно и истрајно работеа со нивните ментори и координатори изминативе 7 месеци. Така е. И, она што не го знаете, студентите направија една обсежна презентација од над 100 страници, бога ми се потрудиле, но вечерва ќе треба тоа да го срочат во само 3 минути максимум. И нас да не убедат дека работата е завршена како што треба, се разбира вас да ве убедат и најбитно да го добијат гласот од менаџерите на компаниите. Вработувањата, наградите и стипендиите ќе бидат врачени на специјална церемонија на Универзитетот ФОН на 6 јуни. Ете така, тоа е од официјалниот дел и да стартуваме да го поканиме на сцена, а вие со еден аплауз да го дочекате ректорот на Универзитетот ФОН, професорот доктор Александар Николовски. Повелете. Добре ни дојдовте во големото финале оваа година на Фабрика на знаење. Повелете. Добро вечер. Дами и господа, од името на основачот на првиот приватен универзитет ФОН, господин Фијат Цановски, и од лично моје име како ректор на ФОН, сакам да ги поздравам прво студентите, учесници на овој надпревар. Драгите гости и наши пријатели, амбасадорот на Република Словенија и амбасадорот на Република Словачка. Големиот број пријатели на ФОН универзитет, представниците на компаниите кои вечерва ќе ги доделат и ќе одлучат кои екипи ќе победат дали А или Б. Морам да изразам големо задоволство на работата на студентите, раководени со професорите на екипите А и Б. Нема поголема среќа да се констатира дека компаниите со кои имаме склучени договори за соработка ни дадоа можност и повтор пат во оваа сала да покажеме нашите знаења, умења
во практична примена на работа на одредени проекти на познати, признати компании не само во Република Македонија, туку и надвор во Европа и повише и во светот. Това се ТАФ, Тиквеш, Грозд, Ренова, Комерцијална банка, Евроимпекс, познат Пежо и представниците на власта на општините Охрид, Струга и Подгорец во врска со проектот Регионален развој на општините. Исто така, сакам на овој собир, свечан собир, да изразам големата благодарност на креаторот, на ваквата соработка и надпревар, на господинот подпредседател Сефер Цановски. Ја немав таа можност на првиот собир да го истакнам, оти навистина ние сме прв универзитет кој соработуваме со компаниите, но истовремено применуваме она што го учиме во нашата теорија, да го примениме во компаниите, да видиме што се работи, што можеме да направиме и да ги согледаме нашите знаења кои ги добиваме на фон универзитет. Драго ќе ми биде на сите студенти кои се вечерва учесници и ќе се надпреваруваат. За мене е многу битно да компаниите кои ни дадоа извонредна доверба, да нашите студенти се вклопат во нивната работа и да ги проучат нивните проблеми и да предложат одредени мислења, сугестија во тие проекти. Поголема радост, како ректор, како професори на овој универзитет, нема. Се надевам дека вечерва ќе биде наша слава на фон универзитет. И нека е сречно. Ајде, сега време, колешки, За јас и надпреварувачкиот ти, дел. надпреварувачите, јас и ти да се поделиме. Те молам ти завземи ја таа страна, таа е твоја. Група А, И јас сум со тимот Б. Одиме со ред. група А, ТАФ, повелете. Овие проекти не се само за дизајнери и информатичари, тука се вклучени сите насоки, сите факултети. Го работел истото на вакви проекти, реално заради тоа и се запишав на тој смер, бидејќи суштината на тој факултет е работењето на овие проекти. Од дизајнерскиот аспект научив многу, поради тоа што во мојот тим имаше дизајнери. Значи, заедно си соработувавме и доста добри дизајнери направивме. Ако може уште еден аплауз Секако за дека- групата А. Благодарам на поддршката. Ево вака да бидам фер на почеток. Пошто грото аплаузот гарант ќе оди за групата Б, Не, да не, си не. ги поканам. Тим Б, повелете овде. Да се одржи тимскиот дух и за да се заврши, за да се комплетира работата, да испадне на убава целина од тоа, се разбира дека заеднички моравме да ги извршуваме задачите. Јас сум задоволен за тоа што симулаторот се прифати, а тоа што не се прифати идејата за проектот Забавен парк Македонија беше поради тоа што над 90% од патниците се македонци.
добра и би можеле да ја превземат и да ја користат во иднина, посебно со симулаторот, мислам дека прекрасна идеја. Да, искористивме некој си мал дел од тоа искуство со останатите аеродроми, но после тоа се насочивме на некои си наши активности, некои си наши сработени дела. Не ми беше таргетот дали да победим или не, едноставно искуство да само ме влечеше по нови. Тоа е до Едноставно треба да победиме. Сметам дека ќе победиме затоа што проектот што го изработивме, бизнис планот посебно за симулаторот е нешто што дефинитивно треба да се реализира. Не размислувам за тоа ја што можам да го постигнам и да дадам се. Па сметам дека делата говорат и знаењето, а ние како тим го посетуваме, а направивме концепт кој што е реално остварлив за